Временските осцилации предизвикуваат промени во човечкиот организам. Посебно осетливи се најмалите, на кои најмногу треба да внимаваат нивните родители. Во овој преоден период во кој се случуваат нагли температурни разлики, во амбулантите е забележан зголемен број на деца со симптоми на настинка. Зголемен е бројот кои што се јавуваат особено во попладневните и ноќните часови, бидејќи децата покачат температура, ги земат од градинка родителите и точно во тој период се манифестираат симптомите. Порано се манифестирале, меѓутоа ги регистрираат родителите и ги донесуваат во амбулантите. Тоа се најчесто вирози кои одат некој само со течење на носе, со поткивнување или подкашлување, меѓутоа многу често можат да бидат со по-сериозни симптоми во смисол на покачена температура која представува најголем аларм за родителите дека детето треба да го донесат во амбуланта кај матичен лекар или кај на оделение. Гацова препорачува родителите во овој период од годината соодветно да ги облекуваат нивните деца, бидејќи една од причините за наведените симптоми е несоодветното облекување. Освен ова, доктор Гацова споделува дека друг причинител е и престојот на децата во детските градинки. Она живење колективно, непроветрување соодветно на просториите каде престојуваат поголем број на деца, носење на болни дечиња со вирози во градинките, која секако представува неминовност во однос на времето во кое што живееме. Сето тоа допринесува за зголемување на бројот на децата кои што се јавуваат со ваква симптоматологија во овие последните неколку дена. Сепак, според доктор Гацова, наведените симптоми засега не се поврзани со компликации поврзани со долните дишни патишта, воспаление на белите дробови, бронхит и слично. Таа истакна дека родителите не смеат во домашни услови да ги лекуваат децата без консултација со матичен лекар. Она што би можело да го сторат се превентивните мерки, со тоа што ќе инсистираат на конзумирање повеќе течности, зеленчуци, овошје, природни сокови, свежо приготвена храна и почесто проветрување на просториите.